Да се јаде и пие умерено. Многу сол и мрсна храна можат да предизвикаат кардиоваскуларни и стомачни проблеми, предупредуваат лекарите. Консумација на мали оброци кои што се повеќе со овошје, со зеленчук, со јаткасти производи, значи како што кажав, медитерански тип на исхрана, маслиново масло, риба, мисиркино месо, се што е црвено месо, се што е свинско и така натака, нема забрана, меѓутоа треба една дисциплина во однос на јадењето. Лебот да биде помалку во оброците застапен, соленото да се избегнува, туршија, зелка, кисела, тоа е све солено. Наат пациентите да претераат да јадат во овие празнични денови малку повеќе солена исхрана, одма кога чуваат крвниот притисок. И ургентните амбуланти се полни на кардиолози. Со мрсната храна и алкохолот за божикните празници посебно внимателни треба да бидат граѓаните кои долго време постеле, советуваат од клиниката за токсикологија. Бидејќи нели сега дел од граѓаните постат, тие божикни пости, па кога ќе се префрли од пост на најднаш мрсна храна, тогаш се јавуваат нели симптоми од гастроинтестинален тракт, во смисла болка во стомакот, потоа повраќање, нели така што ќе мора да повнимаваат, да се користи нормално и редовната терапија и како што реков, умереност и нормално внимание. Да не се претерува во ништо, па и во мрсната храна. Во спротивно, лекарите се категорични дека страдаат панкреасот, срцето, мозокот и многу лесно некои граѓани можат да се доведат во живото загрозувачка состојба. Александар Динев, Сител телевизија.